Македонија станува се попримамлива дестинација за бизнис. Зголемувањето на извозот, растот на бруто домашниот производ, растот на индустриското производство се дел од показателите кои укажуваат дека македонската економија полека застанува на нозе. Странските инвеститори ја враќаат довербата во државава, а тоа се должи на стабилни политики и вредна работа, порача премиерот Мицкоски по состанокот со Советот на странски инвеститори. Двоцифрен број компании сакаат да инвестираат или прошират инвестиција, а веќе ќе стартуваат со реализација претходно договорените. Следната недела ќе почне да се гради големиот ветерен парк од $0,5 милиарда, а преговори се водат со компании за инвестиции во автомобилската индустрија, IT секторот, логистиката и агропреработката. Дел од нив се веќе во држава присутни и преговараме за проширување, како што беше случајот со Гентерм пред неколку дена. Дел од нив се комплетно нови. Очекувам дека следната недела ќе отпочне со реализација и големиот ветерен парк, $0,5 милиарда инвестиција во општините Штип, Карбенци и Радовиш. Очекувам уште една компанија да го прошири своето производство со камен темелник во текот на оваа недела. И очекувам уште неколку компании до крајот на годината да отпочнат со производство или да отпочнат со реализација на својата инвестиција. Движењата во македонската економија во голем дел зависат од она што се случува на глобалниот пазар, пред се во Европската унија како главен трговски партнер на Македонија. Во тој контекст не се очекува директно влијание од царините од Трамп, но ќе има влијание врз Европската унија. Премиерот очекува Македонија да биде на листата земји кои ќе добијат најповолни услови за извоз на пазарот во САД. Советот на странски инвеститори пак го поздравува чекорот за старт на процесот на намалување на домашните царински стапки за увозни производи и repроматеријали. За нив е важно што Македонија стартува со меѓународните стандарди во сметководството, како и тоа дека е усогласен законот за минимален глобален данок од 15%. На денешниот состанок се разговарало за учество на странските инвеститори во носењето нови закони, како и за нивно место во економско-социјалниот совет. За 67 тарифни броеви од 1 јули оваа година веќе во закон влезе 50% намалување на тие царински стапки споредено со оние во Европската унија и од 1 јануари ќе имаме целосна хармонизација и ова е многу важен чекор за не само за странските, туку и за домашните компании, бидејќи тоа зголемува конкурентноста. Тоа може да значи дека дел од овие компании врз основа на таа зголемена конкурентност дополнителни инвестиции, дополнителна опрема. Во поглед на бранот инвестиции кои се очекува во држава од клучно значење се оние во инфраструктурата. Еден од главните проекти е изградбата на брзата пруга долж коридорот 10, за која според последните информации има огромен интерес од страна на меѓународните кредитори. Мицкоски вели дека имало понуди од финансиски институции кои до сега не биле присутни во овој дел од Европа и многу наскоро ќе биде соопштено кој ќе ја гради пругата.